Цивил медија. 2019 година е година која ја почнавме со многу големи, многу силни турбуленции во правосудниот систем, така бевме, да не речам затечени, оставени да се справиме со она што ни го остави Прибе во неговиот извештај како заробена држава. Меѓутоа, целата 2019 година изобилува со такви настани во врска со предметите од специјалното јавно обвинителство, кои не ни даваат за право да бидеме задоволни, напротив, завршивме со еден многу голем предмет, рекет, кој остави лоша слика за тоа колку ние направивме, сторивме во поглед на некоја преродба во правосудниот систем, за да кога граѓани бидеме задоволни. Јас не сум задоволен, очекував да се постигнат крупни резултати, да почне да функционира правосудството не само во делот на предметите од СЈО, воопшто, меѓутоа, за жал, моја лична констатација, ништо не се стори, јас не сум задоволен и не очекувам дека системот кој функционира, мислам на правосудниот систем, дека е спремен да покаже било какви резултати и во почетокот на 2020, односно целата 2020 година, затоа што ние не направивме никакви реформи на правосудниот систем. За жал, сето она што го слушаме за состојбата во правосудството е така, народот е со право резигниран, народот не верува во системот, меѓутоа, кога имаме нефункционален правосуден систем, тогаш имаме и лоша економија. Што и според вас треба да се случи како реформа? Јас сум присталица на оној заговор, она решение кој бара целосна реформа во правосудството, тоа значи генерален реизбор на судиите во кој ќе влезе секој носител на функцијата. Кога размислувам на таа тема, не можеа да не преовлада мислењето кај мене дека ние имаме систем со 650 суди. Меѓутоа, ако ги гледаме нормативите на европското право, ќе дојдеме до заклучок дека онолку кога што сме ние голема држава, бројка од 400 суди може да ги задоволи потребите на државата. Она што го нагласивте и вие, дека ние не почнавме со генерален реизбор, иако тоа го заговараше премиерот Заев, меѓутоа подоцна се спомнуваше и ветингов као начин, тоа така простори како еден начин за проветрување во судството, бидејќи таков пример имаше во Албанија. Меѓутоа, за жал, ние ни тоа не знаевме да го вклопиме на еден начин во самиот систем, како еден тип на проверка на секој носител на правосудната функција. Ова го велам од причина што јас, кога мислам, зборувам за себе, бидејќи сум веќе во подминати години, имам свој почеток и знам кога сум бил на една од функциите што сум ја имал во животот, тоа е и судската и обвинителската, сме биле на проверка со тоа што сме имале мандат. Самиот мандат укажува дека носителот на функцијата мора да води сметка за својот капацитет, како ќе се гради како личност, меѓутоа и за својот личен интегритет. Кај нас недостасува токму тоа. Ние сега, во ваквиот систем во кој функционира доживотниот мандат кај судите и кај јавните обвинители, им дава сила, право да бидат убедени дека никој ништо не им може. За жал, таквото убедување го носи граѓанството, нашиот народ, нашиот менталитет. И затоа сме во една ваква ситуација во која судиите и јавните обвинители немат некоја контрола на нивната работа, имајќи во предвид и сето она што го носи со себе советот на јавни обвинители или советот на суди, кој ама таман со ништо не покажаа дека се грижат за капацитетите на судиите кои што се во правосудниот систем, ангажирани за правораздавањето, меѓутоа и за интегритетите на личностите што ги вршат таквите функции. Ако тргнеме од тоа дека после доаѓањето на оваа власт
Народот, граѓанството очекуваше одредени промени во присуството, тоа не се случи. Што значи сите носители на функции, да не именуваме со име и презиме, кои што беа нагласувани како луѓе што дошле преку тефтерчињата или сваровски судии, си останаа внатре. Во нивни раце беше дел од работата што граѓанството ја очекуваше во предметите од СЈО. Јас лично не очекував нешто драстично да се случи, имајќи во обзир дека таквите луѓе не се поместени, дека се внатре и веќе вршат одредени функции обвинителски или судски. Цивил медија